Луѓето со кои сме обкружени секојдневно влијаат на нас многу повеќе отколку што мислиме. Постојат негативни личности кои се вечно незадоволни и шират негативна енергија. Но за среќа тука се и позитивните. И да, повеќе ги сакаме овие вториве. Изабела Пан е токму таква. Отворена, мудра, креативна и позитивна во секоја смисла на зборот. Студира турски јазик на Филолошкиот факултет Блажа Конески во Скопје. Пишува поезија, актерка е во Македонски народен театар, твитерџика која има и свој YouTube канал на кој поставува свој видеа и ги забавува гледачите. И мора да признаеме дека баш се и оди од рака. Токму поради таа позитивна енергија која ја шири, ние денеска ја имаме во нашата емисија. Hello! Добар ден, драги пријатели, драги непријатели, добро дојавте во моето ново видео. Денеска се дружиме со јас, Изабела Пан. Јуху! Во последно време YouTube во Македонија зазема се поголем замав и станува тренд кој многумина го практикуваат, но ретко на кој му успева. Изабела е од оние на кој дефинитивно им успеало. Незината приказна започнала вака. Од прилика се занимавам околу 2,5 години со снимање на YouTube. Започна април месец пред 2,5 години, сосема случајно сакав да експериментирам со актерска трансформација на лик и се снимав, направив клипче каде што можам да представам повеќе трансформации, односно играв 3 лика во клипчето. Го објавив на YouTube и така започна мојата приказна со YouTube и YouTube видеата. Ти си од новиот бран на македонски комичари, да речам на некој начин. Некој велат дека тоа е сосема лесно, треба само да бидеш смешен да се објавиш на Facebook. Како е навистина тоа во реалност? Како изгледа? Па, знаеш што, сега не можам да кажам нашава професија затоа што не сум уште актер со диплома и слично, ама еве да речам таа професија, стендап, комедија, актер и не знам што, кога човек гледа од страна, например една представа скоцкана, се супер, ќе си рече супер е представа, лесна, овие само се зафркаале додека ја правеле, ништо сериозно. Ама да дојдете на една проба во МНТ за наши аматерски представи, ќе сватите колку само труд се вложува и дека ние сме на проби буквално од 9 сабајле до 9 вечер за да спремиме 2 сцени буквално. Така да воопшто не е лесна професијата и драмски факултет се смета за еден од најтешките факултети во Македонија и пошироко. Изабела! Што е? Изабела! Ја убијам, не овајте. Изабела, дојди ваму одма! Што е вре, мамо? Кажи! Итно е! Итно е, дојди одма ваму! Што е? Кој далинско е за бумот? Me back to when we started high hopes. When you let it go out and start again. High hopes. When it all comes. Кажи ме, каде наоѓаш инспирацијата за видеата? Како ти тргнуваат темите? Инспирација можам да најдам во гет, буквално. Сега кај што седиме, да видам некој што се не се однесува баш нормално, да речам, во дадена ситуација, да отидам дома, да го преувеличам малце сето тоа и да направам клип. Дали на почетокот кога почна да се занимаваш со ова, се плашеше да речам на некој начин од неуспех или од критики од страна на луѓето, со оглед на тоа дека има многу негативни коментари за се и се што? Да, фала Богу, значи во секоја работа која ќе започнеш има и позитивни критики, и негативни критики. И убаво е да ги има, затоа што тоа значи дека нешто работиш и луѓето го гледаат тоа нешто и наоѓаат и позитивни и негативни работи. Ценам критики, негативни критики, се трудам да ги направам во позитивни. Кога започнав, буквално беше мечка страв, мене не страв. Реков или ќе пропаднам и ќе бидам најголемата пропалица во Македонија или ќе направам нешто поголемо. Буквално ми беше тоа мотото.
Сега започне со еден нов проект, реализирање на македонски твитови. Кажи ми како дојде до соработката со другите двајца момци? Реализација на македонски твитови е проект на Стефан, не е мој проект. Негова беше идејата за правење на тој проект. Сосема случајно, кај мене дома правевме некои предизвици. Он го извади тефтерот, еве ги твитовите, дечки, ајде да снимеме на зафрканција и да ги ставиме на YouTube и ги ставивме и направи бум видеото. И бевме, ајде ќе снимаме уште. Чим им се добаја на публиката, зашто да не? Многу ми се свиќа. Не знам што моја да и почна. Па праша нешто што не очекува. Океј. А не. Ти си орала нива? Ми имаш блокирано. Како си подпишан? Абе, колата долу поместија да помина. Не сум љубоморна. Ама што има да ја кажуваш на диспечерката каде одиш? И покрај многуто обврски кои секојдневно ги има, таа наоѓа време да објави по некое клипче на YouTube. Дали вие се насмеавте денес? Доколку сте имале напорен и лош ден, ве советуваме да ги погледнете нејзините видеа на нејзиниот официјален канал на YouTube. И насмевката на лицето сама по себе ќе си дојде, затоа што Изабела знае да измами насмевка на сечие лице.